Ніщо не зориться, дуже про нас за легенди. Шампіон ти кажеш, самби шампіон. Шампіон, весіди. Srbo, što prižmare? Мага, чекай малкочко. Да ви кажем дека во е првиот борач што освои златен европски медал, сребрен светски медал и трет медал од Олимписки игри од самостојањето на Република Македонија, Мохамед Ибримов Мага. Што е работа? Кој ме бране бе да снимам? Се снима. Ja i kako se to dogovori? Evo ja i Slušaj, jebeno sastanak sastanak sam stavljeno. Hayırlısı olsun inşallah sağlık peşi versin abi. Darlev, daj malo počekaj.
De ne se bacăm? Să bată mânie sus musulțul, am bățul mare. Clase na ogliada. Su koji su? Su nove. A, su nove. Se vide me. Aj pozdrav. Pozdrav nove. Ovo je naš autokratan olimpijac. Risto Darlev. Od našето vreme, našата generacija. Dobar su me? Da mi rak. Dobar su sam. Sančio, dobar ste, dobar. Dobar. Bravo, sam. Ама не е фотка, ovo se direktno prenešува. Bravo, bravo. Добър си. Evo. Браво. Dobro, to su danas se boraš tamo. Ovo ostavljaju se. Ali bili smo isti tega, da se prijatelj sam bilo. Sve, ajde u se. Ovo pravo je pravo.
Ej, vidiš pa, muja. Muja, jaz se tam še delnajo. Ubo.
Am trăit doctorul nautic. Sve se razvira. Facem работу, nu vă păstrăm. Ще матеріал на вода. Постану трели, то шайба. Na Македонија? Мислам дека може да почне жијата дека сала исполнета до последно столче. Тоа само говори колку е важен овој настан за сите нас. Прво да ве поздравам сите што сме тука. Голема привилегија е да се виде во иста сала со толку многу легенди кои што ги гледа меѓу нас. И тоа е богатството на македонскиот спорт, тоа е богатството на олимпизмот, тоа е богатството на оваа држава. Денешниот настан е привилегија и фантастична можност која што пред се
Сакам да му се заблагодарам на нашиот драг Шалан, што ни даде шанса на сите нас и мене лично да се приклучам по новој проект, бидејќи тој тоа не само што го заслужува, него ова е нешто кое што навистина е макотрпно градено и е круна на една фантастична кариера. Ова е еден проект, ова е монографија која што е започната од мојот драг претходник, нашиот драг почесен председател доктор Васил Кукуровски, кој што е денеска со нас, поддржан е со цело срце од сите луѓе кои што раководеа во тој период, кои што раководат сега, и еве Господ даде на еден вако хубав денешен ден и да ја види својата реализација. Ова монографија е многу важна, не само затоа што воспева една фантастична спортска кариера, како што имаше Шалан, него е многу важна бидејќи е залог и за нашата иднина. Мора да признаеме дека ние како македонци недоволно си ја цениме и почитуваме нашата историја, која што не е само историја, него и сегашност. Ова е залог за нашите деца да има да видат дека токму меѓу нас, во нашата обкружување, во нашето мало, во нашата општина, во нашиот град и држава, се раѓаат светски шампиони. Че тоа не е привилегија само на некои други, тоа е привилегија наша и ние ги имаме тие шампиони, сме ги имале, сега ги имаме и сигурно ќе ги имаме. Она што треба да направиме да ги откриеме и да ги поттикнеме. Токму оваа монографија се надевам дека ќе биде поттик за сите тие наши идни звезди да знаат дека не се дрво без корен, да знаат дека овде као ова подневија раѓа шампиони и на нив да се угледаат како ќе стигнат до идните олимписки височини во иднина. Оваа монографија опфаќа голем период, обемен период, како што беше голема и обемна кариерата на Шалан. Тоа се многу олимпијади, 4 на број, тоа се многу медали, што кога ќе погледнете само страницата со медали ќе видите колку ова тежи. Ова навистина ова е импозантна слика. Оваа слика е богатството кое што нас Шалан ни го дава да го користиме, да се угледаме на него. Многу ми е драго што ќе кажам дека многу важен дел од оваа монографија мој драг пријател кој што веќе не е со нас, тој е нашиот драг Лав. Тој е практички човекот кој што овозможи се тоа да го преточиме во дело. Не дочека жив да се израдува нова, меѓутоа сигурно од оној свет преку неговата ќерка што е тука со нас, ќе ужива дека ете ова дело стана денеска реалност. И на крајот само ќе кажам уште едно големо благодарам до фамилијата, бидејќи навистина тие се тие кои што му давале сила на Шалан да успее и да продолжи така да твори уште многу години, бидејќи Шалан е наш многу важен член, тој е активен вице-председател на Олимпиското движење, ние сме многу благодарни на неговиот ангажман и да продолжи уште многу години да твори, бидејќи сметам дека ова не е крај на неговиот опус. Благодарам. Следува 20 минути краток филм кој што ќе ни освежи мемории, а потоа продолжуваме со дневниот ред како што е замислен. Денеска во спортското семејство и во олимпиското семејство сме сите изолено среќни заради излегувањето на книга што ја напиша Шалан Сейдин за својот живот и посебно за својот спортски живот. Тоа е ретка прилика, бидејќи многу малку книги се објавуваат за спортистите,
a ова е една таква ситуација. Да јас би сакал многу повеќе да се објавува и да ги регистрираме тие моменти во животот на нашите големи спортисти. Еден е сигурно Шабан Седи, еден од најголемите спортисти во Македонија и во македонската спортска историја. И јас сакам направим да му честитам за издавањето на книгата, да му честитам и за сите животни ситуации и подвизи како што се соочуваше во една богата спортска кариера и еден богат живот. Тоа е момче кој потпа стапи на душето 1968 година, а веќе 1975 година тој е медитерански шампион во најтешката категорија за спортување за борби во борење со овој стил. 1977 година, значи без наполнети 18 години, тој беше прогласен за најдобар спортист на Југославија. И тоа е подвиг кој што нема да се повтори, затоа што едно 18 годишно момче да ги надмине постигнувањата на тие големи спортисти, големи асоби во бивша Југославија, која беше и светска велесила во спортот. Тоа е нешто неверојатно. Шабан Седи, можам да кажам дека многу хора што го позна почетокот на борењето, ние сме фактички турски другари, пак се сумја повозрасен од него, памта многу добро кога дојде кога млад, перспективен и талентиран во борењето и можам да кажам најубави зборови за неговата кариера. Посебна чест ми е што и можам да кажам нешто за легендата на македонското и југославенското борење, господинот Сигдио, кого го познавам многу одамна, како пионерче, и мислам дека тој е еден од најдобрите борци во Македонија или тогаш во Југославија. Можда Шабан Трстена е по-успешен по резултати, и тоа колку јас разбирам од борење, мислам дека бољи борач од Шабан Седио нема. Добар човек, поштен, чесен, секојаш настројаче бил коректен, во односи биле коректни. И често ете што можам да кажам нешто за него и во овој момент да го поздравам. Шабан Седи, јас го запознав 1970 година, тој беше 14 години, дете, а јас како тогаш селектор и тренер на државната репрезентација го приметив и го вклучив во подготовките на младинската државна репрезентација. Уште тоа веќе се гледаше да со неговиот талент и потенцијал дека он сигурно ќе постигне врвни резултати. Веќе наредната година, 1976 година, со оглед дека се уште он кадет беше и немаше надпревари, репрезентацијата немаше надпревари нити официјални, нити турнири, го вклучив во младинската и сениорската репрезентација и учествуваше на повеќе меѓународни турнири. И таа година покажа дека веќе е зрел за во составот да влезе во составот на сениорската државна репрезентација. Чест и задоволство е да зборува за Шабан Седи, еден од најуспешните великани на македонскиот олимписки спорт. Карактеристично е тоа што Шабан е освојувач на првиот златен медал од европски првенства,
освојувач на прв медал од Олимписки игри, освојувач на прв медал од светски првенства. Шабов си бил в Сара и долагаш како мало дете, ние не живеем при крај на кариера со тие разлика во години 9 години. Он долагаше скромно, убаво, мило детенце, тренираш уопште не беше вака некој да се шале, како например што правеше шали, ние не седнуваме на софрата без сеша сериозно. Он беше да те разположи, вицеви, се разправаше. Со Шаба се знаеме скоро 50 години. Прв званичен настав беше на Европското првенство за младици во Полска, каде Шаба го освои средниот медал. Со 27 година бевме на светското првенство во Лас Вегас, каде што беше исто така втори и саките со средниот медал. Посебно треба да се истакне на Шаба резултати што ги постигна со 27 година, каде што беше синьорски европски шампион и на светското првенство во Лозана беше втор на синьорското светско првенство. Шабан е нашата легенда која има постигнато се што може да се постигне. Со резултати што ги постигна во 27 година беше промоцен и изненаден спортист во Југославија, знаејќи го квалитетот на борачите, односно на спортистите во таа година, беше избран најдобар меѓу најдобрите. Бидејќи долго време се познаваме, како човек можам да го карактеризирам како прилично одмерен човек со високо ниво на емоционална интелигенција и секогаш кога си во негово друштво се чувствуваш пријатно и разговараш рационално. Од друга страна, како спортист, морам да признам дека на сите нас кои што бевме во период современици на неговите спортски действија, он не беше некаков узор кој што сакавме да го достигнеме. На ниво на Југославија беше гордост за цела планета, а на ниво на Македонија беше еден од најдобрите спортисти на ниво на Југославија и беше наша гордост од доброто која што оди во Југославија. Ниеднаш не отиде и не го пратија на Олимпијада со вајлдкарта. Тоа само по себе зборува како спортист бил. Дека секој пат бил спремен, секој пат се борил до крајните атоми, за да успее. Дојде време во Скопје кажаа, Либија тража репрезентација македонска да учествува на некој силен турнир. Државното првенство кажаа прваците одат. Ние станаме прваци, меѓу нас беше и Шабан Синди, како 16 годишно дете ние мога да кажеме. Појдеме таму, бао ме пречекаа, почнаа борбите салата пуна со публика. Само мажи. Дојде ред да се боре Шабан Синди, колку почна да влезе со тие неговите захвати, со тоа уметноста негови тие ваки. Не е тврд бора да се боре со тие. Он техника, само техника е кај него. Он ќе направи таков захват што не може да верува дека може да се направи. Противниково убедливо победи, публиката беше фрапирана од неговата маисторија, неговите захвати кои ги изведуваше, па заврши борбата, па го слега за победник. Верувате ли, 10 минути салата станаа се мажја, станаа и 10 минути го подржието автобус. Шабан беше истакнат член на олимпиското раководство, беше подпредседател во еден мандат на Олимпискиот комитет наш, на Македонскиот олимписки комитет и со тоа нам е обврзува на многу начини да му се одолжиме. Еден од овие издавањето на книгата, која што е издадена од Македонскиот олимписки комитет, повеќе години ни треба, затоа што не е веќе национално и така потоа, и еве сега денеска или за неколку дена ќе видиме промоцијата на таа книга.
години се уште кадет, веќе се или дете со 25 година и ги покажа својот талент и знање. Тоа стана сењорски ветерански првак, а исто така и балкански првак за 20 до 20 години. За него уште можам да кажам дека неговите најдобри резултати ги постигна во категориите до 68 или 74 килограми. Затоа сакам да кажам дека тука има една додатна тежина за неговите меѓународни резултати, со оглед дека тие две категории се во однос на меѓународна конкуренција се и најбројна и најсилна меѓународна конкуренција во тие две категории. Инаку, он е производ на една најдобра генерација, втора, ама и најдобра генерација на Борешки клуб Скопје, која веќе во наредните ни покажа своите квалитети, што тоа што стана веќе они као клуб и веќе стана прваци на Македонија, односно Југославија тогаш. Се биде дека ќе биде голем борачо. Али со вако трпна работа и тоа исклучи дека е тоа правата работа што ја правеше овој со тие успеси што ги имаше за време на Југославија, ретко од тие наши борачи, да кажем, да има такви успеси. Стварно сум горд што го знам и многу ми е драго што успеа да достигне такви врвни резултати во борењето. Ние, помладите од него што сме после неговата генерација и продолжиме континуитетот на неговото врховско натпреварување и всушност од Шабан почнува и резултатите што ги постигнуваме 15 години без медал никош не се враќаме од големите спортски натпреварувања. Сакам на Шабан и до ден денес се дружиме со Шабан, живееме, му посакам на Шабан добро здравје и младите да учат од неговите заклади, од неговите квалитети. Од особено значење што Шабан работеше и даваше успешен принос во многу професионални и обществени области и дејности. Шабан беше заменик министер за спорт, беше председател на Борачка федерација на Македонија, советник во владата на Македонија, исто така беше директор на Македонската агротација, имаше други бројни функции, а сега е успешен, актуелен заменик председател во Македонскиот олимписки комитет. Јас би го карактеризирал како спортистата како еден златен рудник, кој што имаше златна жица и успеа да од тој рудник извлече прилично високи резултати, што е ретко за било кој спортиста, бидејќи знаеме обично еден спортиста искаче прави некаков резултат и тука може да засени, но он постојано правеше од ниво на Европа, ниво на свет, Олимпијада и тоа е нешто што е за респект и што треба да се почитува. Неговата плодна работа се резултираше со успех во сите овие на негови ангажмани и тоа е еден показател дека Шабан не само во спортот, значи во другите области, како личност, дава огромен принос за целокупното наше општество. Многу ми е драго да Шабан добива оваква монографија, да остане во историјата запомнат како еден од
най-големите спортисти, не само в Македонија, но во бивша Југославија, и некој кој што ќе биде узор за многу спортисти позадина. Моето познанство со ветеранот на борењето во Македонија, уствари со артот на борењето, на современото борење Шабан Сейдиев, датира од 72 година, како ученик во 6-то одделение. Моето пријателство со неговиот прв учител, стари стручњак, легендарниот тренер Мунтаз Алебегу, ме приближи со работата на овој талентиран борец. Шабан Сейдиев уште од ученичките клуби во својата линија, тој почна со добри резултати. Стана државен првак во Штип, државен првак во Кочани. Немаше такмичење, немаше средба или турнир што да го пратев него. Дури во странство, во Букуреш, кога стана првак Будапешта, првак на Европа, во Бурса, исто првак на Европа, стана медитерански шампион. Да не се попадам во петгокеанските земји, не сум можел да ги текам, ама со Воси сум го третирал неговиот спортски пат. И денеска овој евент ми се чини истински момент да му честитаме и да му пожелиме долг и среќен живот и све најубаво во животот. Шабан е еден од великаните на македонскиот спорт, кој што во својот живот успеал да ги постигне сите можни резултати во спортот, односно во борење. Се жртвува уште од детинство, дал својата младост за спортот и постигнал сите можни категории што може да биде, почнувајќи од републичките превари, државни надпревари, што се однесува до државни надпревари, кога да кажам, тоа е југословенските надпревари, каде што успеал да биде и редовен член на репрезентацијата на Југославија. Тој е еден голем постигнат успех, потоа продолжува со сите негови бисери, како што е учество на 4 олимпијади, едно тие олимпијади во Монреал како најмлад учесник 17 годишен, после тоа, односно тоа е 76 година, 80 година, освојува бронзана медалја во Москва, по 4 години исто така освојува медалја во Лос Анджелес и учесник е на Олимпијада во Сеул. Од сите тие надпревари, он има освен, односно што учествува во својата кариера, има многу освоени медали во светските рамки, како што е и два пати светски, два пати освоено сребрена медалја и потоа учесник на сите балкански, европски и медитерански игри. Јас сум го што го имам како пријател, другар пријател и многу близок, така да му посакувам се најдобро во живот. Почитувачи на делото на Шабан Сейдиев и мене ми причинува големо задоволство како човек што следе цел живот по спортските терени на Крушевците, да бидам овде присутен, да ве поздравам и претходно видовте на видео бимот говореа пријатели негови спортисти тренери и тука е всушност вистината на творењето на Шабан Сейдиев.
Велиме, битни се делата, по тоа се паметат луѓето, по тоа ќе го паметат Шабан Сейдиев генерации и генерации. Јас напишав нешто, меѓутоа не сум навикнат да читам, ќе го кажам бидејќи историјата за Шабан, спортската надланка, ја знам. И сум бил на многу тие надпревари каде што успевал да освои медали. Мене ми е жал што сум на ова место сега, затоа што тука требаше да биде мојот почитуван, за жал покоен сега колега Мирослав Димовски Влав, председателот на МОК Даниел Димовски, убаво кажа во својот вовед. Влав, можам да речам, беше моторната сила на редакцијата, кој не носеше и со своите идеи даваше пораки дали да се тргне по овој пат, по оној пат, да се дојде до она што е суштинското за Шабан Сейдиев. Сега ќе минам на неговото дело. Тој уште како пионерче и учениче во Лилија не можеше да остане незабележано докато на големиот стручњак Мента Салајбегов, инаку професор по физичко училиштето, мој, за жал, покоен драг пријател. Мента Салајбегов беше човек со чувство, тој знаеше да влезе и во психологијата на спортистите и знаеше кому што треба. Тој оцени дека Шабан со своите квалитети, потенцијали, уште како младо момче може да постигне многу во боречкиот спорт. И така беше. Го зеде во групата со борачите, пионерчиња, и се сеќам некогаш одев да ги гледам и јас, како оде од ходникот, се сеќам и на салата од лева страна, таму душеците ставили, верувајте, многу од вас и биле членови на тој клуб, преку цел ден имаше активност. Ако не се во дворот да ја шуткаат топката и е празен дворот, тога си доке влези натре таму, си ќе видам 10-15 дечима се борат меѓу нив и Шабан Сейдиев. Значи, почетоците беа во Лилија со Мента Салајбегов. Не мина долго време, тој стана во својата пионерска категорија. Прва, напредуваше многу брзо и беше укупен во екипата, во клубот сега, борачкиот клуб Скопје, каде што беше тренер Ристо Таков, кој беше и селектор подоцна на нашата репрезентација. Стана пионерски, кадетски, младински првак, стана со неполни 17 или 16 години сениорски првак на државата. Тоа беше сигнал дека навистина е момче со големи квалитети и се осмели во тоа време Ристо Таков да го стави во тимот што требаше да ги брани боите на поранешната држава, на Југославија, на Медитеранските игри во Алчи. Кога дојдовме на аеродромот Сурчин во Белград да полета целата југословенска експедиција, доаѓаат и борачите во грчко-римски стил, предводени од Ивановиќ Геджа, и го прашува Таков, кај се борачите? Тука се борачите. Кој овие жолтоклунци, нив ги носиш? И овој замолче, да, нив ги носам, ќе видиме. Ова е прво искуство, ќе видиме што ќе направа. И на Медитеранските игри, кој почна да ги реди еден по еден противниците, кој покосели тука пред налетите на Шабан, стигна до финале. И веќе замолчи и Геджа, замолчи и од грчко-римски стил борачите, вика ова чудо кој е, нема 16 години. Тоа чудо Шабан Сейдиев, им вика, ќе го видите и во финалето, ќе победи. Тешко ќе биде со Турција. Ние убедени дека ќе победи, и тако беше одам. И еден друг момент кој би остана во сеќавање, мораше цел авион, бидејќи тоа беше чартер,
Затоа што не планираа оти некој ќе стигне до завршницата на борбите, требаше првиот ешалон југословенски спортисти, тоа беше сабота, да се враќа назад. Меѓутоа не може да полета, фали еден. Шабан, Ристо Таков, борачкава екипа во неа Јордановски. Беше Ристо Дарле, Нухи и немаше што друго, кога слушнаа дека авионот нема да полета, сите во салата да му дадат подршка. Кичанович, компанија, сите. И ја славеа победата, победи, го освои златниот медал и беше најмлад победник на медитеранските игри. Тука веќе беше отворен патот на Шабан Сеиди кон звездите, затоа не слушаеме овој наслов сјајот на звездите, овој медалите ги има, многу турнири. И после тој резултат, Комисијата за квалитетен спорт што функционираше во рамките на Југословенската Софија, немаше друг избор. Шабан се најде меѓу олимписките патници за Монтреал 76-та година. Тамо млад, неискусен, нормално и самата атмосфера и сето околу него. Меѓутоа тоа беше големо искуство. Загуби во првите две кола од борачи кои освоија медали. И по тоа може да се види дека налетал на мина уште на почеток. Но не се разочара и ние потешки. Шабан ништо. Нема проблем, да одиме понатаму. И одиме понатаму за следната година да биде една од најплодните години на Шабан, 1977-та. Тогаш стана навистина име и презиме во светското борење. Во Бурса го освои златниот медал на Европското првенство. Во Лозана го освои сребрениот медал на светското првенство и стана спортист на Југославија во една жестока конкуренција во која што имаше многу спортисти што конкурираа за ова место кое претходно го освојуваше еден Мирослав Церак, познат гимнастичар, потоа Мате Парлов, Бранислав Симич од борачите во грчко-римски стил. Тука во таа плејада, тогаш заедно со Мима Ѓаушовец, беа прогласени за најдобри спортисти во машка шапа, во женска нема конкуренција на државата. И после тоа се сеќавам, отидовме во Загребското студио, јас весел, тој весел да се јавиме овде и директно беше вклучени во попладневната програма, тоа беше неделно спортско попладне на тогашна телевизија Скопје. Тоа беше веќе знак дека за Шабан нема пречки понатаму, но тој не се задоволуваше со тоа. Истата година и на универзијадата во Софија освои медал, бронза. После тоа се подготвува, учествува на турнири, каде што учествува, секаде победува и доаѓа Олимпијадата во Москва. Во Москва имаше стари познаници уште од претходната Олимпијада, меѓутоа овој пат Шабан направи навистина голем резултат, храбро влезе во борбите, впрочем Таков и во живот води до крај. И како резултат токму на тоа и на неговите настапи стигна до бронзениот медал, што представуваше голем успех за нашиот спорт, затоа што до тогаш на Олимпијадите имавме освоено медали од Булман Видегич. Потоа имавме од покојниот Благој Ѓоргиевски Буштур на претходната Олимпијада со кошаркарскиот тим и Јаце Русевски на боксерскиот турнир. Во Москва се виде дека тој не застанува, дека дури сега, иако нареди толку успеси, стара и спортист на државата, најнова петти, меѓу петте на Балканот беше прогласен спортист, дека ќе оди натаму и навистина одеше. 83-та европски првак во Будимпешта стана, 84-та на Олимпијадата во Лос Анџелес го освои бронзениот медал, втор бронзен, на две Олимпијади едно подруго, таму Шабан Трстена беше златен. Потоа доаѓаат и други настапи, турнири, освојување на медали, не знам на колку се турнири победи Шабан Сейдиев и
дојде настапот на последната Олимпијада, четврта за него во Сеул, и тогаш правевме муавет уште во Сеул, му велам, Шабање, можеш да продолжиш од се 4, да не е многу, и така тука беше крајот на неговата олимписка кариера, но не крајот на кариерата, зашто тој остана и натаму да се бори, па еден период беше и член на Белградски партизан, се бореше во грчко-римски стил, донесе драгоцени бодови за партизан, да стане шампион на државата, па и ден денеска таму е вклучен во на почесна група, на почесни спортисти на партизан, каде што си фудбалерите, кошаркарите, одбојкарите, таму е и Шабан Сейдиев. Сите овие резултати потврдуваат дека се работи за едно големо име на македонскиот спорт, за име кое љубителите на спортот, овие современиците, сигурно нема да го заборават, меѓутоа, оние генерации што доаѓаат, ќе треба да се учат од делата на Шабан Сейдиев и може би токму оваа книга Сјајот на звездата е тоа четиво што ќе биде од голема корист за младите генерации да се запознаат со ликот и делото, би рекол, на нашата спортска легенда Шабан Сейдиев, кој патем да кажам беше и селектор на македонската репрезентација, подпредседател и сега на Македонскиот олимписки комитет и своевремено, таму негде кон крајот на 90-тите години беше и заменик министер за спорт, тогаш имавме Министерство за спорт и физичка култура, сега агенција, и сите овие негови постигнувања во животот, заедно со сопругата и со децата, сега и внуците, потоа на спортското поле како борач и како човек кој има една секојдневна комуникација со сите и не се прави како некој јас сум шампион, како мене нема никој, не. Шабан никогаш во друштво кога седи на маса, во кафеа, било каде, не почнува со тоа, туку ако некој каже нешто, да, така беше и продолжува седењето таму и во тоа работа. Тоа беше вака блиц, се каже, јас напишав нешто, мо ќе се изгубе во читање, во полесно ми беше вака хронолошки да одам и да ја опишам неговата кариера, бидејќи рекол од детенце, па сега би упатил една благодарност до Македонскиот олимписки комитет, што еве вложи сили за да се издаде оваа книга. Тука се и двајцата председатели, првиот Васил Тупурковски, вториот Данијел Диновски. Единствено можам да му посакам на Данијел вака во ова темпо да продолжи да оставиме нешто за генерациите што доаѓаат. Од мене толку, а сега ова Јас ќе морам да ви се обратам на начин, на можностите кои ми се пружени од моите пријатели, блиски и од господинот Зоран Михајлов, кој не можам јас пред него збор да кажам. Од времето он секогаш ме следел, секогаш ме имале вакви комуникации, и тоа секој сме били неуспешен во говорот. Драги и почитувани пријатели, спортисти, представници од политичкиот и јавниот живот.
представници на медиумите, почитуван председател на Олимпийскиот комитет на Северна Македонија, се извинувам што вака морам, и аз благодарам што одвоивте дел од вашето драгоценно време да присуствувате на промоцијата на Сјајот на звездата, на монографијата. Морам да очарекам. Посветено е на мојот живот и спортски резултат. Почетокот на работата на оваа монографија беше тежок, бидејќи мораше да се соберат многу работи и да се истакне Ѓердан, да се искине Ѓердан за цел еден живот. Изгледаше претешко, но знаев дека се работи и дисциплина со дисциплина и ќе успееме на овој проект толку важен за мене. Дали е важно сето ово? Да е сочинува материјата на мојот спортски живот. Се разбира не. Но во еден сум убеден, пораката што сакав да ја пренесам преку ова монографија, произлезе многу спонтано, но и јасно. На нашите деца, на младите потомци им велам, нема човек на светот што се раѓа без своја звезда, но ова звезда мора да се запали за да го осветли патот низ животот. Ова звезда нема да се запали без огромна посветеност, без жртвување на време и без пот, без страст, без дисциплина, кој ќе направи тоа, ќе ја запали звездата, што за секојаш ќе го осветува патот на успехот. Дали е лесно? Велам, апсолутно не. Дали е возможно? Велам, да. Ово силно го нагласив во монографијата Сјајот на звездата, што ја промовираме денес. Во ова прилика сакам да изразам посебна благодарност за луѓето кои дадоа голем придонес за монографијата, на мојот пријател кој не напушти пред време, Мирослав Нововски Лав, на мојот пријател Фатон Исмаили, на персоналот на Олимписки комитет, на поранешниот председател на Олимпискиот комитет Васил Туброковски, кој ја подржа иницијативата, сегашниот председател на Олимпискиот комитет, господинот Димевски, за истрајноста да објавување на монографијата, истата е илустрирано со многу слики. Конечно, на сите што вие сте тука, ви благодарам од се срце. Тодашо, те респектуваме шоу спортист, префарсувас гајета политике републике, префарсувас медијаве, индерували креатари комитетот Олимпик, македонија седериот, Јамин Јовас, ќе кемен дар да кова е јуе е швейчле, прето мар пјесна промовимен е монографист. Шкрчини и јуе. Куштувар јетас две резултати вето мија спортиве. Еднини понес на кът монографии иште и въщият. Се дугай лево шуджера, че търтурат джердани и не јетата тър. Дугай шум въщият пор, е тия си ме пун, е ме дисциплин, до тия далим едъкати проекти. Айхтърън си шум пърмон. Анштън е търа, че пърбън материен е ека си ме спортивен. Натюрище йо. Пор, пърният джън, че ами билду, месажи, че дешата парцел пърмерска сай монография, доли шум спонтаниш бе и чар. Фамиле, тариве, пасар за тан утен, nuk ka njeri në botë që lind pa yllin e vetë, por që ky yll
Та наричој руган ѓатјетас дуат тандиза. Kur ylli nuk do të ndizet pa përkushtim të jashtëzakonshëm, pa sakrifikuar kohë dhe pa djerës, pa pasione, pa disiplinë, kush e bën këtë do të mbez yllin, i cili përgjithmonë do të ndriçojë rrugën e sukseseve. A është e lehtë? Them absolutisht jo. A është e mundur? Them po. Këtë e kem theksuar fuqimisht në monografinë Shkëlqimi i yllit, të cilin po e promovojmë sot. Për kontributin e tyre dua të shpreh në njohje të veçantë këtyre personave. Mikut tim i cili na la para kohe Miroslav Nomovski Lavsk, mikut tim Tom Ismailit, stafit të Komitetit Olimpik, ish kryetarit të Komitetit Olimpik Vasër Tubrukovskit, që e mbështeti iniciativën kryetari aktuell të Komitetit Olimpik, zotni Dimevski, për këmbguljen deri në botimin e kësaj monografie. E ilustruar me shumë fotografi, monografia krijoi një album të ri kujtimesh. Ma në fund, juve që erdhët sot, falenderoj nga zemra. Пред да ве поканиме на коктел дружба, секој кој од вас би сакал да се приклучи да каже нешто е добре дојде. Доколку има такви, слободно пријавете се. Јас сакам само да кажам нешто. Доколку нема, ни доаѓа нова година, да се дружиме малце сите тука, ве поканувам на коктел и на подпишување на примероци од монографијата, каде што авторот и нашиот идол или Грачи. Само 10 секунди. Слушаме се. Јас се извинувам ако малку бе досаден и смета со снимањето, но бидејќи ние борачите имаме отворено портал Времеплов на македонско-југословенското борење, а има многу илјадници борачи што сакаат да видат оваа приредба, директно е пренесувано на нашиот портал. Извинјавам се уште еднаш.